Посетата на Радовиш денеска ја почнуваме со младите. Заради тоа што се ова што го работевме во последните година и половина е пред се и над се за нив. Да имаат повеќе шанси, да имаат повеќе отворени врати, да имаат повеќе можности. Затоа оваа година, кога гледаме дека целиот процес на зачленување во НАТО носи плодови, оваа година кога амбициите ни се зголемени и во поглед на членството во Европската Унија, оваа година кога гледаме дека рекорден број на странски инвестиции, над 620 милиони влегоа во нашата држава и кога покажавме дека и со гаранцијата за млади, навистина над 1800 млади во само 3 општини успеа да добијат нова шанса за работа, ова е година во која младите дефинитивно ќе добијат шанса нешто повеќе да направат и во својата татковина, во својот живот и во својата професија. Навистина големи се можностите кои Европската Унија ги носи пред се за младите. Преку програмата Еразмус Плюс, илјадници млади и од нашата татковина ќе можат да добијат шанса да се школуваат, да се обучуваат во различни земји низ целиот европски континент. Сакаме нашите млади да ги имаат истите шанси кои ги имаат и младите во Бугарија, Хрватска, Словенија, Чешка, Полска, Франција. И затоа ова што го правиме пред се и над се за нив. На председателските избори имаме две опции. Едната опција е да се определиме за луѓе и партии кои што сакаат сите нас да не вратат назад. Можеше јавноста да види дека кандидатката на опозицијата едно зборува наутро, друго кажува навечер. Едно најавува на митинзи, друго ветува на дебати. Во еден момент се откажува од Преспанскиот договор, во друг момент вели дека ќе го почитува. Тоа одење еден чекор напред, 3 назад, го видовме во сите изминати 10 години. И видовме дека така нашата држава само стагнира. Затоа го очекуваме вашиот глас и вашата поддршка за втората опција. Опцијата на Стево, која што вели дека секогаш мора да продолжиме заедно напред, да обезбедиме членство и во НАТО, и во Европската Унија, да овозможиме државата да се ослободи од тешките проблеми на минатото и да им даде на своите млади шанса плюс. Денеска со младите од Радовиш ќе покажеме дека сите заедно продолжуваме напред.